И по краткиот джингл, еве сме повторно во студиото со една доста интересна гостинка која што се нафати и ни доаѓа дури од Скопје да гостува во нашата утринска програма. Светлана Петровиќ, наша денешна гостинка, изработува веќе подолги години од рециклирана хартија, чанти, накид и ќе видиме уште што друго. Добро утро за Светлана. И добро ни дојде, многу ни е драго што ете дури од Скопје ни доаѓаш гостинка во нашата утринска. Ви благодарам и на вас. Чест и задоволство ми е се ова што јас го изработувам да го споделам и со другите граѓани на Македонија, не само Скопје. Скопје можеби е центарот и главниот град на Македонија, меѓутоа и во другите градови би требало да се сподели се во ова. Така. Како започнато, кажи од кога започнавте да се занимавате со ова хоби и од каде љубовта кон рециклирање хартија? Па да ви кажам искрено, веќе 14 години изработувам бижутерија, меѓутоа низ годините секогаш ја работев со љубов, нормално, нели секоја работа се работи со љубов. Јас како да се барав себе си. Го правев сето тоа, меѓутоа чувствував некоја празнина, нешто ми недостигаше. Мојата ќерка Бојана работи со мене и секогаш велев јас барам нешто што мене целосно ќе ми исполни. Пред 5 години го пронајдов тоа и тоа во хартијата. Јас мислам дека дишам со хартијата, буквално можам да играм со неа како сакам. Најпрво започнав со накитот, а пред 2,5 години започнав и со чантите. Што се изработуваат од хартија? Па накит, моментално и чанти. Значи Светлана ни донесе тука и доста примероци од имаме од накит, нашата камера и од режија ако може, значи да се забележат, значи навистина се доста интересни и чантите. Од каде ги набавувате материјалите, односно хартијата и какви се други материјали употребувате освен на рециклирана хартија? Па најчесто, бидејќи сум почнала порано со накитот, ќе започнам со тоа да го презентирам. За накитот најчесто користам календари. Тоа се календари, меѓутоа не било кој, значи не ваква некоја потенка хартија, него она убава дебела хартија што е за убави квалитетни календари. Така да со тоа започнав. Малку беше тешко, секогаш барав помош од сопругот затоа што календарот нели е тврд материјал, треба убаво да се исече, прецизно да се исече. Еве јас си донесов да видат гледачите и како изгледаат самите материјали, односно јас како ги спремам календарите и потоа ги сечам. Ги имам исто специјално ролерче, еве го. Тие ги набавив од Америка кога бев. Значи со специјалниот алат јас можам да работам, меѓутоа како што кажав, самата хартија мене лично ми представува задоволство затоа што јас можам да играм со неа. Има, еве можат и гледачите да забележат, има различни монистри, има помалечки, има поголеми. Значи јас си дозволувам себе си да создавам нешто што јас чувствувам нели потреба за сето тоа како да изгледа. Еве само малку ќе им презентирам на гледачите. Има каналче, самото ролерче, има каналче каде што се протнува хартијата и потоа се врти. Кога ќе се дојде до крајот, значи мора секогаш да се внимава. Како можеме тоа да добро да се забележи, да видат и гледачите? Да, ова би сакала да го споделам. Не сум од оној тип на луѓе кои што велат занаетот никогаш не се кажува. Не е ова занает мој. Јас не го измислив, јас само го презентирам. Јас каде дојде идејата за Па искрено, мисля доста интересно хоби, не секојдневно. Знаете што, јас секогаш кога нешто барам во животот воопшто, следам некакви знаци. Сметав дека ова од толку многу накид што јас сето тоа сум го гледала нели низ годините во да кажам на интернет, јас ова кога го видов мислев дека е тоа нешто вистинско. И затоа и толку многу се посветив. Еве од прилика како изгледа. Меѓутоа, за да јас добијам топче кое што го сакам, бидејќи додека ги творам, додека ги правам монистрите, јас веќе го создавам ланчето. Така да, тоа веќе е создадено и после тоа
во зависност нели како сакам да изгледа, еве ова конкретно ќе го кажам. Значи еве и самите гледачи може да забележат, ова тука е на средина најголемо, па потоа имаат помали, па помали. Еве овде имам исто најмало. Значи во секој случај затоа кажав, хартијата дозволува да работиме ние како сакаме со неа и после тоа само се лакираат убаво. Треба да се излакираат, нели, за да навлезе во сите пори во хартијата и откако ќе се исуши од лакот, се извинувам, од лепакот, ги нижам сите на жица и ги лакирам со лак на база на вода и со мирис на лимон. А потоа, откако ќе се исушат и од лакот, повторно ги перам во вода, значи да се исчисти и да нема остатоци од лакот, затоа што во секој случај нели еве се става на телото, така да не би сакала да има никаква реакција. Така, значи навистина кога ќе ги погледнеш, не можеш да кажеш дека на прв поглед да кажеш дека се изработени од хартија. Најчесто луѓето кажуваат дека им личат на школки, ги удираат вака, па ова е некој вид на камен. Во никој случај не можеш да помислиш дека е изработено од хартија, навистина. Дали има интерес за вашите изработки? Дали се продаваат? Ги продавате или ги изработувате исклучиво од хоби? Па да ви кажам искрено, најчесто сакам да подарувам. Макотрпно е, не е лесно да се работи и потоа само да го дадете како подарок, а да немате ништо заработка од тоа. Меѓутоа, искрено, големо задоволство ми е кога ги гледам луѓето на кои што сум им подарила, како ги носат и како им се радуваат на моите подароци. Не се овде во Скопје немам, освен ако некој ми нарача, например, еве за подарок, ми треба такво ланче, направете ми, или алка, затоа што јас имам и алки, и имам и менѓуши. Така да, претежно и целта ни беше не овде во Скопје, туку во Америка, каде што и живеат нашите 3 деца. Така, дори имате и 3 деца. Да, имам 3 деца, веќе возрастни, прекрасни личности кои што живеат него цели 5 години во Америка. Така. Дали се рециклираат сите видови на хартија и кои видови вие најчесто ги користите, ги употребувате за вашите бижутерија? Искрено, од календарите барам да биде некоја убава шара. Еве да речеме конкретно ова е на плаво и мене ми одговара ова, со тоа што ако е еднобојно, како во овој случај, значи тогаш има полесно е за работа. Меѓутоа, кога станува збор за шарено, еве како и ова ланче кое што јас го носам, има елементи од плава боја. Значи јас не е тоа задолжително, затоа што рециклираниот материјал кога го изработувате, вие не можете да повторите ништо исто. Меѓутоа, јас гледам да има симетрија во самото ланче. Знаете, да не бидат све различни, него еве да има барем нели 2 со 2 да бидат исти. Да. А во хартијата е малку поспецифично, само од причина што ниту една нејанса во списанијата на иста боја не е исто. Затоа, еве, например, ова е помаранџесто, меѓутоа има нејанси на помаранџеста боја. Ова е бело, значи со елементи на сиво, на светло крем, плаво, некоја нежно. Така да малку е потешко, меѓутоа, да не речам, не се фалам, меѓутоа, нели кога го работите нештото што го сакате, навистина секогаш размислувате. Цело време јас мислам накид и мислам ташни, мислам хартија и како сето тоа да го склопам и да биде корисно, нели? Не е само ова да биде украс и да го ставиме слика на ташна, на ѕид. Заради тоа, сега најново што ми е, еднобојни, ама имам некаде околу 260 исти списанија набавив и така да сега, еве и дури ќе ви покажам, почнав и да ги кројам списанијата и сега веќе нели кога ќе бидат овие ливчиња направени на истиот дел од самата страница, значи ташната можам да кажам дека ќе биде еднобојна. Ова е еднобојно, меѓутоа е во нијанси на црвено, а ова ќе биде баш еднобојно. Светлана, кажете ни каков е процесот на вашата обработка на хартијата и изработката на вашите дела? Дали бара доста време, труд? Колку време посветувате за изработка на една чанта? Или накид? Вака сега ќе ви кажам, значи
Јас претходно, пред година и пол, пред да заминеме за Америка, бев вработена и ова ми беше вистински хоби. Значи, онака, за смирување, нели, наместо да пиете апчиња си седнувате си, работите и сте смирени. Откако се вратив, односно предходно, кога отидовме таму, мене ми беше целта, моето семејство, бидејќи се вклучени сите, и сопругот, и трите деца во изработка, мене ми беше целта да направиме 100 ташни во Америка, да ги оставиме таму, и доколку децата сакаат пари, нели, нормално ќе се потрудат да ги продадат и да заработат. Јас таму го запознав на некој начин целиот процес и должината на процесот, колку се изработуваат ташните. Не можам да кажам, во една ташна, например, јас една ташна можам да ја направам за еден ден. Не. Причината која е? Затоа што јас кога го имам списанието при рака, еве да речеме конкретно, донесов материјал. Значи, кога јас кројам, еве овде ми е потребна белата боја. А горе имам некоја плава што ми одговара. Значи, јас го кројам целиот весник. Не можам да кројам еден весник и сега ќе направам само за едно. Не може. Вие сте млада девојка и листате најверојатно секојдневно весници. Конкретно, црвена боја во едно списание може да најдете само на 3 или 5 места. Некој црвен фустан или цвет или било што. Значи, мене ми требаат многу списанија за јас да создадам една ташна. Така да, во целиот процес на изработка, доколку нема трпение и нема, да кажам, љубов во сето тоа, не може да направите нешто за многу кратко време. Потоа, значи јас откако ќе ги скројам весниците, ги сечам на вакви парчиња, во зависност, всушност, зависи каква димензија и која димензија сакам да ми биде ташната. На крајот, откако ќе ги свиткам вака, значи секое парче се витка на неколку дела, откако ќе се свиткаат вака сите парчиња, потоа се обложуваат со самолеплива фолија. Затоа оваа моја работа не е целосно рециклирана, затоа што јас не вложувам, него внесувам други материјали за сето тоа да биде вакво како што изгледа. Морам да ставам водоотпорна фолија заради тоа што сепак е хартија, влажно време или не дај Боже дожд, може да се скине. И откако ќе ги направам сите, да кажам, парчиња од хартијата, кои ќе ги обложам со фолија, потоа ги виткам повторно и кога ќе ги составувам како еден вид на ланче. Така, гледачите дори директно имаат можност да видат како значи, на овој начин се составени самите ливчиња хартија и потоа ги внесувам едно во друго за да добијам всушност да го добијам ланчето кое што, односно обрачот кој што ми е потребен за да биде хартијата составена. Еве само што ова ќе го покажам, само да им доловам на гледачите како изгледа сето тоа. Ги протнуваме едно во друго. Малце споро оди. Што ви е полесно на вас, да изработите накит или чанта? Што искрено не можам. Одзема време? Временски, јас вака ќе ви кажам, значи, бидејќи и таа работа ми се големо задоволство, јас лично во текот на денот, например, можам од собајле или попладне да создавам овој материјал, да кажем, што ми е потребен за ташни, а навечер да земам ролерчето и хартивчињата и да си мотам монестри. Така да воопшто не ми представува мене проблем дали ќе го работам тоа сега, утрово, или ќе го работам вечер, битно ми е да создавам. Понекогаш имам сопруго знае да ми сугерира, па мораш ли сега тоа го работиш, па работи го само тоа. Не, јас сакам на крајот на денот да дојдам до сознание дека сум направила нешто и од тоа, затоа што ако ме прашате мене сега што ми е подраго
ова да го работам или ова, јас нема да можам да ви кажам. Исто како мајката, кое дете е посакано. Така да и ова Така. причинува задоволство. А што е со овие чанти тука да ги објасниме доле? Што ги имаме Тие се исто рециклиран. Тука мислам дека имаме и плюс уште некои други материјали. Да. Вака, значи во мојот креативен ум најчесто има место за сите. Јас сум човек кој што сум свесна за своите квалитети, меѓутоа и свесно нешто што можам да работам и што не можам да работам. А членовите на моето семејство исто така ги ценам според нивните квалитети. Рековте дека и тие доста ви помагаат. Да, сте вклучени особено сите во Бојана, ова да. работа. Голем поздрав до нив. Александра е постара керка, повозрасна, Бобан и Бојана се близнаци, Бојана работи. А Александра и Бобан се задолжени за маркетинг и продажба таму во Америка. Меѓутоа за сопругот беше да не му биде здодевно додека ние работиме. Целта и идејата ми беше во некое време, нели догледно да изработувам и чанти од лонгплейки, меѓутоа многу тешко се доаѓа. Луѓето се некако поврзани со плочите, повеќе нема грамофони, нели свесни сме, меѓутоа тоа е некое минато, некои убави спомени каде што никој не ти ги дава онака како со љубов. Така, речи ако може да забележиме и ова чанта, навистина е доста интересно. А зашто има најмногу заинтересираност од помладите девојки за накит или чантите? Искрено, чантите што ги изработува супругот, им се онака во Америка ги кажуваат ретро, нели винил, многу го сакаат овој тип на ташни. И дури мислам дека најповеќе се тие продадени, иако и овие не се за поставување, затоа што ваков тип во Америка исто има ташни од рециклиран материјал што се изработуваат, меѓутоа на овој начин со ваква хартија, да кажам, од списанија обложени со фолија, поретко има. Имаат они повеќе со оние што се од сладолед, да кажеме, или од кафе, опаковки, значи од тоа да. Ама ваква хартија обложена со фолија, малку поретко. Затоа ова со ретро ни се многу убави, кај нас, искрено да ви кажам, за нашето поднебие малку поскапи се, затоа што секој не може да си приушти, а инаку ова ние што го изработуваме е буквално едно. Ние од овие плочи имаме една. Кожата, јас не можам кожа да купам со тони, значи јас не сум производител, него јас сум занаетчија, некој кој што ова претежно му е хоби, така да вие кога ќе ја имате оваа ташна, бидете свесни дека ваква дупла ташна нема да уникат. Да, значи ќе биде уникат. Искрено и во ова. Можам да имам јас два исти календари и да ги исечам потполно исто. Меѓутоа верувајте ми дека две исти ланчиња не можам да направам. Тоа е предноста во целава оваа работа и јас не залудно зборувам дека е ова уникат. Така да сите што имаат мој накид или кои што ме следат, да кажам, мои блиски роднини пријатели, изминативе 14 години колку што работам, навистина може да го потврдат тоа. Така. Светлана, јас тука предлагам да се одмориме со една музичка номера. Значи, режија, ако може, еве по избор од режија на музичка номера, па се враќаме повторно во студиото и го продолжуваме разговорот со Светлана. Zamisleno što odiš taka prosto nažaleno, moriš zadumano.
се на коња, не криминал, звезди, куќа и небо постела. Плисни таја вода низ друг пред коња, таја вода студена. Кршна снага, душа искренска. Елај си моме при мене, качи се на коња. Еден пат за еден живот за љубов голема. Елај си моме при мене, качи се на коња. И ете сме назад во студиото, почитувани гледачи. Наша денешна гостинка е Светлана Петровик од Скопје, која што веќе долги години се занимава со изработка на чанти и накид од рециклирана хартија. Навистина доста интересно и нешто несекојдневно. Кажи ни, Светлана, од кога започнавте посериозно да се занимавате со оваа работа и кога хобито прерасна во нешто така посериозно? Па посериозно можам да кажам е заминувањето за Америка, значи 2014 година, така, каде што јас одлучив тој чекор да го направам, напуштив работа, супругот со мене и заминавме кај Бојана, односно кај сите тројца, меѓутоа Бојана бидејќи е мажена и кај неа предстојувавме. Целта е таја, значи да создадеме нешто што ќе остави печат и нели препознатливо ќе биде нашето име и презиме како наш семеен бизнис. Ние како семејство функционираме безпрекорно, без разлика што се 5 години веќе таму сите тројца. Меѓутоа начинот, без разлика тие може да се бават со било што, меѓутоа начинот на кој што за себе ова ќе се потрудат, мислам дека ќе им значи многу повеќе. Не е толку за заработувањето на парите, него заради тоа што сите тие учествувале во процесот и во изработката. Јас би сакала само, се извинувам, би сакала само да го посочам моментот. Значи, целта ми е и да направам како со две лица, така? Ташна со две лица. Значи, од едната страна е црна скроз, од другата страна е црно-бело. Значи, ова е купувате една ташна, добивате две во едно. Така. Ова исто сакам да го запазам, е како Една мала, една голема? Да, еден голем модел, тоа е за керкичка и за мајка. Исто, и ова е, од едната страна е како еднобојно, од другата страна е пошарено. Значи, запазувам моделот да биде барем така, како две нијанси да има. И ова би сакала да го кажам. Да, исто така, тоа сакав да прашам јас, што е со процесот на изработка на рачките на чантата? Да. Исто вие ги изработувате? Да, овие се рачна изработка, овие се нормално ги шиеме од кожата, меѓутоа ова е рачна изработка која што јас ги изработувам од кожа и од конец. Меѓутоа ова бидејќи се работи за помалецки ташни, еве и на оваа ташничка се гледа. Така. Употребувам потенок конец за да биде пак да личи или да биде убаво, а за ваквите ташни не сум ставила од тие рачки, меѓутоа за нив ќе биде малце подебел конецот за да може да израз да дојде и самата кожа. Така.
Светлана, вие имавте и изложба во Скопје, да ни кажете нешто повеќе за изложбата во Скопје и ревија исто така во Њу Йорк, да им споделиме малку повеќе на гледачите. А јас пак би ја замолила режијата, додека разговараме за ревијата во Њу Йорк и ете за изложбата, да ни пушти некои од сликите и исто така има и видео. Да. Светлана ни донесе. Па прво се случи во септември модната ревија во Њу Йорк. Така. Нашата поголема керка Александра таму живее и преку нејзини пријатели ја поканија и неа за да биде дел од модната недела што се одржува секоја година во септември. Так. Значи овој настан трае цела недела, се одржува на разни локации во Њу Йорк. Учествуваат многу познати и брендирани, да кажам, имиња, меѓу кои дел од сето тоа бевме и ние. Така, тука може да ги забележиме, значи изработката ете на вашите ташни. Ова се моделите кои што ги изработивме таму. Тоа во средината е мојата керка Александра, тоа се незините манекенки. Возбудливо, убаво, нешто не секојдневно, дури овде имаше реакција од страна на луѓето, мислејќи дека е тоа само некоја забава на која што Александра се појавила. Меѓутоа, ова беше буквално, да не се изразам нели сега на англиски, него модна недела која што се одржува секоја година во септември во Њу Йорк. А што со изложбата во Скопје? Кога беше одржана оваа изложба? Имаше ли посетеност? Да, изложбата ми беше мене зацртано уште од почетокот на минатата година. Каде се одржа оваа изложба? Во Скопје, во кафич еден. Так. Познат. И целта ми беше да направам спој помеѓу изложбата моја и ревијата што се одржа во Њу Йорк. Самата изложба беше изложени беа овие фотографии, значи направивме напор да направиме голем формат на фотографии, сите врамени. Ташните ми беа ставени исто така во рамки. Имаше некоја цел, нели, како да изгледа сето тоа. Посетеноста беше огромна, имав навистина доста покането гости, меѓутоа од она што навистина дојдоа пријатели, роднини, познаници, па дури и некои луѓе кои што не ги познавам, а прочитале на Facebook или пак на страната на кафичот, јас бев презадоволна, искрено да ви кажам, затоа што и предходно и после тоа што имав интервјуа по некои портали или на некои телевизии, речиси од сите новинари истата реакција беше дека ваков тип на накити на ташни досега ова е прекрасна фотографија, мора да кажам. Да. Тоа е снимано сигурно во Њу Йорк, така некаде во... Да, тоа е Александра, таа ни е фотографот, таа ги слика ташните, таа ги презентира, мислам дека најдобро. Доста интересна ташна исто така мора да спомнам. Да. Се потрудивме да бидат, еве јас имам и на мојот iPod да покажам некои од овие модели тука. Не можам, ако може режија, односно камерата. Режија, еве ќе ве замолиме, значи ако може, тука имаме исто така доста фотографии од студио, ако може, да ги покажеме. Кажи ни, кој ви беше најголем успех досега, што го имате постигнато? Предпоставам што вашите чанти беа представени на ревија во Њу Йорк. Да ви кажам, како успех, па не знам дали... Ето, може сега да им покажеме, значи, на гледачите. Не знам дали би можела... Да, овие се модели кои што овде јас ги имам направено. Ова е половина плоча, значи помалецки ташни има. Ова е друг тип на ташна, значи не е како овие сега што ги презентиравме, туку во овој тип на ташна има 7 различни димензии. Значи секоја ливче хартија, односно секој ред е различен. Еве и ова тука. Претпоставам дека тоа не е баш лесно да се изработи, по тоа што гледам. Па не е, да ви кажам искрено, навистина има многу голем труд, значи за да се направи се ова, се вложува труд, меѓутоа во секој случај, како што кажав, мене ми е задоволството големо, така да не би можела да се пожалам или да речам да тешко е и тие работи, меѓутоа
нели кога ќе го видите финалниот материјал како се Так. склопил и што сте добиле, а сте добиле нешто што е корисно, Так. значи нема тука простор никаков Так. за... А што ме прашавте за успех, јас само вака ќе ви кажам. Сум учествувала на неколку хуманитарни базари, каде што продажбата од накитот, со накитот претежно сум учествувала, продажбата од накитот ја донираме за некое болно дете или за некоја потреба. Еве, последниот базар ми беше сега за 8 март за детенце некое кое што е вон серијски талент за пијано и им требаа пари на родителите за некој надпревар во Италија. Така да ние што бевме учесниците, не бевме многу, меѓутоа сите пари што ги имавме, ги дониравме во... Така, доста хумано од вас. Да, тоа мене ми е искрено да ви кажам најголемо задоволство. Исто како кога ќе ја подарам некому ташната, знаејќи дека нема да ја стави некаде за да собира прашина или пак да ја заборави, или пак накитот, тоа ми представува големо задоволство. Така. Светлана, кажете ни кои се вашите идни планови за во иднените поврзани со вашата работа? Па искрено да ви кажам, сега овој месец или почетокот на следниот ја очекувам Бојана да дојде од Америка. Она во меѓувреме се омажи, доби бебенце. Така да кога ќе дојде таа, јас мислам дека со здружени сили ќе направиме многу повеќе. А инаку планот ми беше да направам пролетна изложба, меѓутоа искрено макотрпно е. Значи процесот како што кажав е долг и јас не би сакала себе си да се оптеритувам толку за да создадам пак нешто ново, а всушност да не ја почувствувам убавината нели на целата работа. Заради тоа можеби подобро би било да не биде пролетна, нека биде повторно некоја нели следна зимска изложба. Затоа што јас во класична ревија не гледам задоволство за да ги представам ташните. Така. Ако беше да се викаше ревија, ќе беше на малку поинаков начин осмислена сето тоа, меѓутоа и ова како изложба на ташни и накит искрено па и немало во Скопје. А јас имав една изрека која што и децата ми ја памтат и вака луѓето кои што ме познаваат повеќе, секогаш велев сакам од ништо да направам нешто. И всушност се случи тоа, јас од хартија правам нешто што е убаво, корисно и трајно. Така. И за крај, Светлана, што би им препорачала ти на младите кои што имаат некакви идеи, а не се осмелуваат на некој начин да започнат свој бизнис? Па вака, сега малку ќе ве поправам, значи нема да кажам младите, него ќе кажам на сите, со оглед на тоа дека јас имам 51 година и најчесто нели кога се презентираат креатурите велат новинарите или еве да речам тој што ги презентира, млад и надежен креатор, дизајнер. Јас велам, јас сум дизајнер, јас сум креатор, меѓутоа не сум млада. Така да, најповеќе би сакала да им се обратам на луѓето кои што се на моја возраст, па и повозрастни. Никогаш и за ништо не е доцна. Така. Со оглед на тоа дека ова јас го кажувам од лично искуство, дека доколку земете да го изработувате се во ова. Да, ќе каже некој, ама тоа е пипаво и нервира. Да, ама вториот пат ќе ми успее. Првиот пат ако не ми успее, значи никогаш нели на некој неуспех не можеме да се откажеме. Не со цел за вие сите да станете производители, па да бидеме продавачи сите или не знам. Меѓутоа, чисто за релаксација, за задоволство. Ова е лексилиум од 10, диазапам или не знам кои се апчиња, не консумирам јас такви средства, меѓутоа сметам дека секој еден треба да си дозволи, сега е лесно, седнеш на интернет и истражиш нешто што тебе те интересира и едноставно го создаваш сето тоа. Так. Ако ништо друго, моите деца, откако јас ова го работам, они подарок не купија за роден ден. Особено зборувам за кога оделе кај другарки. Значи секогаш имале убав подарок, дали тоа било ланче или било комплет ланче, алка, менгуши, така да само уште ова би сакала да посочам, ова е модел на алка која што е, па да речам, не бренд мој, меѓутоа начин на
кој што јас го работам ова. Еве, гледате, не се закопчува никаде, само на жица се ставени и сега јас и слободно можам, нели, не дај Боже да ја закачиш, меѓутоа нема да испадне алката. Значи не е од овој тип на алки каде што не дај Боже може да се откачи нешто и да падне. Навистина се интересно и добро кажавте, значи и за постарите и за помладите, сите што имаат зацртано некое хоби или ако сакаат да започнат некој бизнис, никогаш не е доцна, како што рече Светлана, нормално. А Светлана, јас многу ти благодарам што одвои време и што дојде дури од Скопје да ни бидеш гостинка во нашата утринска програма. Ти посакуваме многу успеси во иднина и се надам дека повторно ќе ни бидеш гостинка со некои други твои нови изработки. Да. Ви благодарам и вас. Многу ми беше задоволство. Пред самата изложба во Скопје што се одржа, целта ми беше да го споделам се во ова и со другите градови, односно со граѓаните на Македонија. Ја одбрав прво Струмица, зошто не знам, драг град ми е, иако прв пат доаѓам онака официјално, да. Така да наред се некои други градови, во преговори сум со некои други телевизии, па понатака ќе се видиме повторно. Ти благодарим уште еднаш. Ние почитувани гледачи одиме со еден краток джингл, па се враќаме со уште нашите последни две рубрики за ова утро.